Почитувани гледачи, се наоѓаме во кабинетот на градоначалникот на општина Битола, господинот Тони Коњановски. Денеска ќе разговараме за проблемите, но и проектите кои што ги реализира градоначалникот и кои се дел од неговата изборна програма, за кои што секако троши народни пари. Општинската каса секогаш мора да биде наменета и да реализира проекти кои ќе бидат сервис на граѓаните. Колку градоначалникот и како, со какви проблеми се соочува, колку има слух за потребите на граѓаните, дали соработува со граѓанските организации, како ги решава проблемите за кои што постои нова законска регулатива, кои се генерално битни и значајни проблеми кои се реперкуираат на животот на битолчани и како со нив се справува градоначалникот, се разбира организирајќи го административниот кадар така како што е најдобро и колку има соработка се разбира со административниот кадар. Во најавата е ова доволно. Градоначалниче, добар ден. Добар ден и добре дојдовте. Благодарам за можноста да се презентираме на вашиот медиум, за интересот кој го пројавувате, секако го интереси на граѓаните на Битола и на регионов и на Македонија, ако сакате. Се кандидиравте, победивте, раководите со општина Битола, вие сте татко на општината. Дали очекувавте дека кога ќе дојдете ќе се соочите со одредени проблеми, кои се тие проблеми и како ги решавате? Видете, и како човек сум премногу самокритичен и реален, така да точно знае во што влегувам. Јас не се плашев од предизборната кампања, се плашев од денот после. Денот после дојде, веќе година и кусур сме на оваа позиција на која сме и се трудам заедно со тимот, со можностите, со капацитетите кои ги има локалната самоуправа да направиме најдобро што е можно за граѓаните. Тоа ми е единствениот мотив. Живеам во Битолот, семејството ми е тука, моите деца, внуци се тука и немам друга алтернатива освен Битола да биде подобро место за живење. По оваа година, скоро година и половина од доаѓање на власт, од преземање на градоначалничката функција, кои проблеми ги лоциравте за најгорливи, за најбитни во вашето работење? Па видите, од самиот почеток, од првиот ден се сочивме со енергетската криза. Со енормно високите, буквално бевме затекнати со енормно високите сметки од потрошената електрична енергија, од уличното осветление кој го покрива општина Битола и веднаш се зафативме со решавање на тој проблем. Можам да кажам дека ако сметките за електрична енергија се зголемија за некои 296 на 100, 300 на 100, иако до тогаш општината на годишно ниво некои 24 милиони плаќаше, дојдовме до сума од 95 милиони, што беше неодржливо. Направивме некој начин, обид да го премостиме тоа со префрлање на броилата, уличните броила од осветлувањето на јавното предпријатие Жабени, тоа законот го дозволуваше, иако бевме критиковани дека не сме во право, меѓутоа во интерес на граѓаните. Парите кои ги заштедивме се за граѓаните. За колкави заштеди зборуваме? Па зборуваме заштеди, па велам, 300 на 100 се зголемија цените на електричната енергија и она што требаше да го издвоиме. Сето тоа е тоа се средства кои можете да ги дадете за проекти, за развој на градот, за инфраструктура. Го направивме тоа и се уште е неизвестно, како понатаму ќе одат цените. Погодува тоа што цените сега се нормализира пазарот, меѓутоа ќе видиме како ќе оди. Меѓутоа мислам дека спасивме доста. Дали Битола има квалитетно улично осветлување? Да, Битола има квалитетно улично осветлување, меѓутоа во она што се вика Smart City, она што се нови трендови на осветлување, работиме, изнаоѓаме начини да тоа да биде поефикасно. Битола има лето осветлување скоро најголемиот дел, меѓутоа не е тоа она што го барадувам новите технологии, лето осветлување, смарт осветлување, во делот на да контролирате одредени димирање или одредени региони на градот, да ги направите по достајни, посебно во делот на сообраќај, од нешто друго да исклучите. Значи, еден модерен начин кој новите начини на функционирање на градовите го барат и сме во фаза на реализирање на таков начин. Дали ќе е тоа приватно, јавно-приватно партнерство или сами ќе го направиме, зависи.
Општина Битола во непосредна близина општина Новаци и комбинатот РЕК. Најголемо загадување, имаше порано и една граѓанска иницијатива која бараше решавање на проблемот, имаше спроведено одредени активности на ниво на министерство. Дали и натаму проблемот стои? Како вие гледате на подобрување на еколошките услови за живење, со оглед на тоа што овде не зборуваме за никаква политика, овде зборуваме за елементарен услов на живот. Како вие и како стручњак, професионално и по вокација сега и како градоначалник гледате на овој проблем кој секако е медицински, здравствен проблем? Видите, секогаш и како советник во минатиот состав кажував, говорев дека единствен начин, не постои волшебно стапче со кое можете да го решите за момент оваа ситуација која е сегде во републикава. Гасификацијата и топлификацијата се процеси кои можат да го решат, ајде да кажам, трајно или да го ублажат проблемот. Сите други естетски, да ги речам, козметички поправки се залажуваме сами од самите себе, дека нешто сме направиле, така беше и во минатото, зашто велам луѓе кариери политички изградија на заштитата на човековата средина. Топлификацијата и гасификацијата се процеси кои и ние ги ветивме и во нашата програма, меѓутоа се директно поврзани со централните теми, со централната власт, зашто се уште во фаза 4 години на апсолутно тоа беа замрени процеси, нешто сега се работи, имавме и една средба со вработените, со раководството на РЕК Битола. Треба заеднички да ги продолжиме процесите понатаму. Исто и за гасификацијата, тоа е исто централна тема, треба да се најде начинот на управување со тоа, јавно ли какво ќе биде предпријатие кое ќе стопанисува и да знаеме што понатаму во градот ќе правиме. Во делот на екологијата исто така во фаза завршува јавната објава за прочистителна станица, која повторно во делот на екологијата е многу значаен проект со европски пари, голем проект кој треба да се општина Битола тука е во делот на евалуационата комисија која треба да учествува во работата и се надевам дека во годиниве кои престоат и тој проект ќе го видиме барем до некаде реализираме. Меѓутоа велам, во многу домени сме зависни од она што се прави на централно ниво, посебно во овие делови, во овие крупни работи како што се гасификација, топлификација. Така е, станува збор за капитални проекти кои што не може да се реализираат без да има соработка со централната власт. РЕК е комбинат кој што ја снабдува голем дел од Македонија со струја, така да тука со електрична енергија, така да апсолутно ингеренциите ги има и државата. Ја спомнавте пречистителната станица. Дали имате соработка која што може позитивно да се оцени со надлежните министерства, бидејќи таа е неминовна, нужна е соработката со министерствата, но често политиката во нашата средина може генерално да се каже дека и меѓу политичките актери дека не секогаш е доволно нивото на политичка култура. Како вие гледате на овие релации? Оди ли добро соработката? Може ли да се решаваат проблемите во интерес на граѓаните, зашто впрочем постојат и политичарите, се разбира, тоа е основна улога на сервисите, министерствата, општините? Видете, иако како локална самоуправа често велам, локал патриотски треба да се однесуваме према потребите на градот, занемарувајќи ја политичката припадност, меѓутоа со централната власт неминовна е соработката и отворена рака од моја страна секогаш има, сме имали и средби, сме имали и разговори, меѓутоа факт е дека ако во изминатите 4 години, 2018-2021, од страна на централната власт, од централниот буџет биле префрлени некои 52 милиони денари, дека во периодот на 22 година, минатата година, нити денар. На што се должи тоа, ќе кажат кризата, економска криза, енергетска криза, меѓутоа ние очекувавме дека нешто од тие трансфери ќе биде префрлено. За жал нема ништо, меѓутоа ние не стоиме со скрстени раце. Апсолутно она што ни беше приоритет и во работењето беше ефикасност и ефективност на локалната самоуправа, максимално користење на сите капацитети и подобрување на ефикасноста, посебно во делот на прибирање на
оние даноци или приходи кои со кои општината може делумно да функционира. Така да зголемена е наплатата на данокот за имот за 23 милиони денари или некои 13,5% во однос на годините кои идат, и тоа ќе биде уште подобро и уште поефикасни и поефективни ќе бидеме. Во делот на ангажирање на комплетната, да речам, капацитети кои има локалната самоуправа, можете да ги прашате и да се информирате и од вработените, меѓутоа и од граѓаните. Јас поделби на таа основа не правам. Постојат две партии овде, работници и неработници. Тоа е основата која мислам дека и во суштината на сето е тоа. Сите кои работат честно, одговорно, без разлика на својата политичка припадност, ја имаат поддршката моја и се ангажирани максимално. Останатите ќе треба многу да работат, без селективност, без некакви политички притисоци, тоа апсолутно тврдам дека го нема во работата на локалната самоуправа. Едноставно да направиме што повеќе за локалната самоуправа, за градот наш во кој живееме сите, и едните, и другите, и третите. Точно е, не само со вработените со кои разговаравме при влезот во општината, меѓутоа и надвор, ако велиме дека тие се пристрасни, тогаш и според оние тонови кои што ги слушаме во вашето окружување, во вашиот град, поточно дури и соработката со одредени граѓански организации, со актерите во граѓанскиот ресор, точно е дека има позитивен впечаток за вашето работење и велат дека имате позитивен пристап, значи давате адекватен третман на граѓанскиот сектор. Но како успевате да ги менаџирате кадрите во општината? Пак се навраќаме на политичкиот аспект, односно на плурализмот. Логично е кој да дојде градоначалник, од која политичка провиненција, дека има одредени вработувања. Јас не можам да тврдам за општина Битола, меѓутоа генерално во државата не е страна и може да се каже во голема мера точен е фактот дека се преферираат вработувања со партиски префикс од провиненција од каде што доаѓа градоначалникот или таа коалиција. И често градоначалниците велат потоа, кои доаѓаат потоа, дека значи зборувам сега за една негативна традиција при вработувањата. Велат дека немаат соработка со сите кадри. Дали општина Битола има професионализирана администрација, која што е сервис на граѓаните, или пак и овде постојат одредени пропусти, слабости, одредени алки кои ги сметате за слаби точки и кои што не можете да ги ставите се уште добро во функција, во служба на граѓаните, што пак значи остварување на вашите проекти со успех и ефикасност, ефективност и ефикасност. Добро, започнавте, зборот беше сервис на граѓаните, точно. Видете, со проблеми секако човек се соочува и велам да ги искористиме апсолутно потенцијалите. Велам, сите кои ме познаваат знаат дека не правам разлика по таа линија, зашто сега сум на позиција со која ме избрале сите, и едни, и други, и трети. Бројот на вработени моментално е 166, него имаме достигнато ни онај според законот за вработување во јавниот сектор 10% можноста за зголемување, меѓутоа точно ги имаме лоцирано слабите точки кои се провлекуваат години наназад. Тоа се подобрување на капацитетите на IT секторот, кој е неопходен во денешно време. Да, има, постои таков сектор, меѓутоа многу е потребно да најдеме млади дечки кои ќе сакаат прво да работат тука, особено исто во делот на урбанизмот. Архитекти ни фалат, градежници ни требат, правници ни фалат, дел пополнивме, меѓутоа еве, и по оваа прилика, отворен повеќе има за градежници со градежен факултет, со архитектонски факултет, од IT секторот кој ќе сака. Знаете, малку е дестимулирачко платите, кои се тие какви се, согласно законската регулатива, и тука не можете многу да делувате, младите луѓе се дестимулирани да влезат да работат, и јас велам, еве, со отворена рака приоѓам на сите оние кои сакаат да работат во локалната самоуправа, посебно од овие кои ги наменат, многу ќе ни значи, многу ќе ни придонесе, зашто тој дел мораме да го, тој капацитет да го подобриме.
Одамна е промовиран моделот едношалтерски систем, особено кога се бадат одобренија за градба, кога се бараат одредени услуги за граѓаните, за кои што се ветува дека веднаш може да се добијат или барем во некој краток временски период. Дали општината може да понуди ваков одговор да даде, ваква услуга да пружи на граѓаните? Да, во фаза сме и отпочнате. Процесот на дигитализација на локалната самоуправа, тоа е она што е неопходно. Значи да се скратат сите можни рокови, секакво, ајде да речам, влијание на човечкиот фактор во делот на времето, во делот на испорачување на услугите, значи за една градежна дозвола или за еден извод од детален урбанистички план да не се чека со месеци, него едноставно со клик точно да се знае кога се добива, кај кој службеник е предметот, колку време има да одговори на барањата, така да, велам, од почетокот се зафативме и со делот на легализациите кои беа тотално запрени. Не навлегувам во тоа, тој закон дали е позитивен или негативен, меѓутоа луѓето чека со години. Од 2011 ние имаме дела тука предмети кои бараат правна разврсница во делот на легализацијата, луѓе кои си ги бараат своите права или поднеле документи. Преку 2000 предмети ги имаме веќе одглавено, велам, и тоа е начинот на работата. Ние сме сервис на граѓаните, тоа на сите треба да им биде јасно, особено на вработените овде, зошто граѓаните тоа го бараат, без чекање на шалтер. Од кога не е сменет генералниот урбанистички план? Тоа е една од исто болките кои ги имаме како локална самоуправа 23 години. Срамота е тоа да се каже, имаме веќе застарен, анахрон можам да кажам генерален урбанистички план кој не соодветствува на современите барања на локална самоуправа на градот во кој живееме и граѓаните нормално и потребите и на стопанството и на обичниот граѓанин се многу различни од она што било пред 23 години. Како тука се справувате сега? Ние и во нашата програма, која е веќе програма на локалната самоуправа, донесовме заклучок дека ќе го донесиме генералниот урбанистички план. Тоа е макотрпна работа, се разбереме, не се носи за година, 2-3. Сите оние кои се во текстова проблематика, тоа треба неколку години. Јас се надевам дека во мандатот барем најголемиот дел ќе го завршиме. Во таа насока веќе го ангажиравме, склучивме договор со јавното претпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг, и тоа е јавно претпријатие со кој склучивме договор за изработка на генералниот урбанистички план. Меѓутоа тоа бара една целосна припрема, бара динамични планови кои треба да се донесат во контекст за отпочнување со работа за ГУП-от, предлог листа на стручни студии, експерти. Ние како бекграунд, значи ги имаме релевантни институции, како што се архитектонскиот факултет, склучени се договори со Враќајниот факултет во Битола, значи потполно се подпираме на ЕСНАФот и на науката. Оние кои знаат да ја работат таа проблематика, потребни се влезни податоци, многу информации, зашто сообраќајот бил едно пред 20 на години, сосема е друго сега. Потребите на модерниот човек, ако некогаш имало едно возило или сега веќе имаат по 2 возила. Сето таа проблематика и документација треба да се среди. Документациони основи се потребна е предлог планска програма која сето во насока на изработување на еден квалитетен генерален урбанистички план кој велам барем во наредните години ќе ги исполнува критериумите на урбаното живење и ќе ги реши, да речам, ќе даде насока за решавање. Нема да ги реши, него ќе даде насока за решавање на проблемите. Од тоа ќе знаеме и како сообраќај ни треба, каква треба да е структурата на улиците, каде да се градот ќе се проширува и така натаму. Која е вашата визија за развој на Битола урбанистички? Колку дивоградбите се проблем во изработката, колку биле проблем во изработката на новиот, мора да бидат тие опфатени со генералниот урбанистички план, но на колку тие проблеми се кочници во функционирањето и според вас во кој правец, пак велам, треба да се развива урбано, градежно и урбано да се развива Битола? Видете, во делот на, пак ќе речам, легализацијата или дивоградбите, се трудиме она што законската регулатива го дава, да се реализира. Тоа е едниот дел од проблемот и
тоа е тоа. Меѓутоа во делот Го решавате ажурно со вашите служби? Да, го решават ажурно. Брзо од издавањето на одобрение. Издавањето на одобрение за градба, значи дали е тоа во делот на легализација или не, во делот на дозволи за градба има голем интерес. Битола е жив град. Јас на сите им кажувам и покрај тенденцијата како печалбарски крај и селенички крај, сепак е жив град, има голем интерес и за градба, има голем интерес и за инвестиции, тука индустријската зона Жабени на 15 на километри, веќе продадовме парцели кај странски инвеститори кои тоа го работат и велам наше да ја скратиме временски процедурата за кој еден стопанственик, наш или домашен инвеститор или странски инвеститор ќе сака да ги оствари своите заложби. Дали е тоа стопански субјект, дали е тоа високоградба во делот на градењето, меѓутоа и постои уште една друга тенденција. Свртени сме кон екологијата, свртени сме од градење на паркови, на се повеќе зелени површини со јавните претпријатија, посебно јавното претпријатие Комуналец е активно вклучено на ослободување на просторот во градот. Во таа насока може би една непопуларна иницијатива донесовме заедно со Советот за отстранување на диво изградени или времени објекти од типот на гаражи, во кои се чувало се и се што, само не автомобил, возилата кои за чија намена се тие гаражи. Го ослободуваме тој простор ќе го зазелениме, или тоа ќе биде паркинг површина, онака како што далекува. Меѓутоа нема да бидат растурени објекти низ градот кои се користеле велам за се и се што, само не за нивната основна намера. Се поздравувањето активно што ја споменувате, заради тоа што нашите граѓани кога ќе заминат на запад обично се фасцинирани од убавите паркови, од уредени улици и тротоари, а кај нас никако не може да се оддвојат од хаваризаните возила, од гаражите непрописно поставени, како што велите дури на одредени места скелиња за тутун или какви да е други дополнителни предмети, така наречени реквизити за слободно живење, неурбано живење. Се разбира, тоа се непопуларни мерки и нема да имате симпатии кај граѓаните. Но ги пофаливте вашите сограѓани, рековте дека се почитувачи на законот дека редовно плаќаат даноци. Да. Тоа значи во општинската каса колку пари се слеваат годишно? Имате точен податок колку пари? Се разбира апроксимативно. Податок има точен, буџетот велам според динамиката е исполнет, меѓутоа она што е многу битно да се каже дека 23 милиони денари ќе има повеќе отколку она што се прибрало минатата година во делот велам само на даноците и ние завршната сметка имаме утре пред Советот на градот во која точно сите бројки и податоци ќе бидат пред советниците и пред јавноста презентирани. Значи зголемена наплата од 13,5 на 100 повеќе и велам сумата не е битна е и како ја распоредувате во однос на приоритетите на граѓаните. Ние имаме обимна програма која сме во фаза да реализираме, значи веќе се направени преку 65 проекти изминатата година. Во која сфера се овие проекти? Тие се и во делот на инфраструктурата и во делот на капиталните инвестиции кои сме ги предвиделе со делот, значи во делот на нашата програма, така да вкупната вредност која оваа година треба да ја сме предвиделе да ја реализираме се некои 445 милиони денари, што е огромна сума, тоа е околу 7,2 милиони евра. А проектите, вредноста на проектите е многу поголема. Ние сите проекти кои сме ги спремиле, во тоа ја гледам ажурноста и во делот на подобрување на услугите кои сме ги дале на ефикасноста и ефективноста на јавната администрација. Спремени, готови проекти кои треба можете да ги реализирате. Вредноста е преку милиарда денари, меѓутоа ние нема да имаме доволно средства сето тоа да го реализираме, али предвиденото со годишната и развојната програма се некои 445 милиони денари во делот на инфраструктурата, во делот на проекти кои веќе сме ги започнале, тоа е паркот кој го реализираме, тоа е зградата за противпожарна заштита, чија планска документација е во тек. Ако минатата година имавме една градежна офанзива во делот на инфраструктурата и уличната инфраструктура, патна инфраструктура, со 23 улици, ова година 40 на улици предвидуваме да направиме, во вкупна должина од некои 20 и кусур километри, што е навистина вака за
се надевам дека сето тоа ќе го реализираме, за кој е веќе спремна за дел од нив документација, треба да имате Имотно-правни решени да односи, имате се документација и за разлика од годините кога повеќе се одело на санација, на реконструкција, сега ќе се оди на потемелно наменување и на канализационата и водоводната Целата инфраструктура, целата инфраструктура. Значи, само да ви напоменам дека една од поголемите проекти се, например, улица Индустријска. Тоа е една, да ја кажам, улица која постоела во индустријска зона на градот од поранешните пропаднати предпријатија од типот на Битола, Текс, фрижидери и така натаму, зона во која преку 60 стопански субјекти живеат и работат, меѓутоа со многу неадекватни инфраструктурни услови. Тој дел е фактички една нова заобиколница која се надам ќе направиме 22, таа е во должина од 2,4 километри, потоа една група на улици во урбаниот дел од 2 километри, тоа е една урбана населба која уште подобро ќе од 70-тите години која екзистира, треба да ја реконструираме и уште многу низа на улици значајни за градот, за живењето за градот, зашто Битола е старо градско јадро во генерална смисла на зборот, меѓутоа многу ни треба да направиме на таа патна инфраструктура. Дали постојат се уште неасфалтирани, воопшто неасфалтирани улици во градот? Во градското подрачје. Во градското и периферијата подрачје се разбира. Меѓутоа точно годинава сме насочени и кон руралната средина, кон селските. Битола е една од поголемите општини во која гравитираат 64 или 65 селски населби. Тоа е голем број и ние веќе имаме програма за работа, да речам, во тие рурални, да ги наречам, средини. Скоро бевме во селото Егри, каде промовиравме дел од улиците, 6 или 7 улички кои ќе се прават. Тоа е многу значајно за една селска средина. Оптичари, Егри, Лажец, 11 улици се во Долно Оризари, уште толку во Горно Оризари, тоа се периферија на градот, меѓутоа многу значајна и многу значајно за луѓето кои живеат, тие се живи населби кои гравитираат и се многу блиску до градот. Прашањето беше, значи, каква е состојбата со населените места? Дали во овие населени места постои, дали постојат водоводи, дали имате веќе уште проблем со изградба на водоводи и доволно квалитетно водоснабдување, се разбира, за сите жители? Сега како позиција на лекар зборувам за водоснабдувањето, многу сум упатен во таа проблематика. Сегде во Македонија е ист проблемот. Водоводи постојат, посебно велам во руралните средини, селските водоводи, меѓутоа за квалитетна вода, за квалитетно водоснабдување. Тие водоводи треба да ги стопанисува јавно предпријатие. Жителите се согласуваат или не се согласуваат Дел се да ги преотстапат? Меѓутоа има тука малку и проблем во таа насока, зашто таа вода си ја чувствуваат како нивна од Бога дадена, тоа е нивни водовод, така го тумачат. Тука се делот на плаќањето на сметки кои треба да се. Меѓутоа, едно да бидеме сигурни, и тоа сегде и го кажуваме, за квалитетно водоснабдување, 21 век, за квалитетна вода според параметрите микробиолошки и хигиенски исправна вода, исклучиво стопанисување со јавно предпријатие кој ќе раководи со тоа. И се разбира одговорно плаќање и надоместок за најглавниот, најзначајниот воден ресурс без кој што не може да се живее. Така и квалитетот на живот автоматски ќе се подобри во тие средини во кои тенденција ни е на сите она што е населено, веќе останато население да остане тука, да ги задржиме младите колку што можеме повеќе. Така. Во главните проекти градоначалниче спомнавте пречистителна станица. Кој друг е капитален проект за кој што се залагате или пречистителната станица сепак станува збор за огромна инвестиција, која што е? Инвестиција огромна, 30 и кусур милиони евра, која велам ја, тоа е проект на европската, европски пари. Тука велам ние учествуваме во дел на инфраструктурата, значи тоа е пречистителна станица со комплет колекторски систем кој ги собери водите од подпилистерските села и дел од селата кои гравитираат кон Битола, велам капитална инвестиција која мораме да ја завршиме зашто тие пари се веќе обезбедени од европските фондови. Меѓутоа од она што го правиме со наши сопствени средства, реков во делот на зазеленувањето на градот, тоа е нов парк на прилично голема
површина која се наоѓа во Нова Битола, парк кој треба да ги обслужи граѓаните од Битола, значи да немаме само таа бетонизација или урбанизација на градот, него што повеќе зелени површини, што повеќе паркови и малечки локалитети за најмладите. Јас спомнав против зградата на противпожарната заштита. Во нашата програма има и спортски центар кој треба да се направи, тоа е нова спортска сала. Она што можевме првично да го направиме, побаравме идејно на конкурс, на јавен конкурс, идејно решение за она што треба според локацијата, можностите, просторното уредување на таа површина, како би изгледала таа спортска сала, го добивме идејното решение, тоа е откупено, трите први наград, прво оценети, да речеме, и ги наградивме. Са останува, велам, тоа е исто проект голем кој со сопствени средства нема да можеме, ќе мора да се побара помош и од централната власт во било која смисла, зашто сами не можете да направите толкав голем захват. Тука е проектот за подобра социјална инклузија на младите, спортот и рекреацијата, кој го кажуваме, тоа е една пешачка патека Тумбе кафе Смолево во должина во вредност од 11 милиони денари, која е еден рекреативна зона на периферијата на Битола, која многу ќе значи, повторно велам, и за битолчани и веќе значи. И велам, многу други работи, проекти, посебно во делот на инфраструктурата, многу значајни кои ќе помогнат во подобрување на начинот на живот на битолчани. Кога се избира нов градоначалник, од граѓаните секогаш очекуваат и една друга обврска. Поточно во градоначалникот гледаат можност, гледаат како на личност и можност за нивно вработување. И многу ретко во македонската реалност гласачите се запознаени со вистинските ингеренции на градоначалникот и вистинските ингеренции на општината. Па наместо да се очекуваат подобри комунални решенија, се очекуваат нови работни места. Колку често доаѓаат кај вас граѓаните со вакви барања и како гледате на социјалната слика, почнувајќи со невработеноста, со оние семејства кои се дел, кои припаѓаат во орливите категории? Сигурно сепак имате одредена така наречена симптоматска терапија, поточно субвенции, со одлука на совет, со кои што ги излегувате пресред на одредени семејства, дали е тоа во состојба на пожар, на одредени елементарни непогоди, сиромашни семејства. На каков начин помагате и како стимулирате или ги облажувате проблемите на овие социјално загрозени? На рак рана и на нашето општество е невработеноста или начинот да се што повеќе луѓе прво да се оспособат, меѓутоа и да сакаат да работат. Она што го кажам да сакаат да работат, зашто велам, треба да ја тргнеме политиката од начинот на како можност за вработување. Треба еднаш да кажеме дека потребен е квалитет, потребна е квалификација за одредено, потребно е занает ако сакате или школски систем кој ќе овозможи адекватно да се вработат луѓе. Точно е, на отворените денови кои веќе неколку ги имавме, огромен број на граѓани на Битола, она што го бараат меѓу останатите комунални нерешени проблеми, инфраструктура и така натаму, дел бараат и вработувања. Јасно, јавните предпријатија го имаат во предвид тоа, ние не смееме да ги пренатрупаме, не смееме да ги велам, од една страна ни фали квалитетен кадар кој старее, буквално старее, посебно во делот на нискоградба, јавното предпријатие, комуналец и така натаму, буквално оние кои се на терен, на улица, ни старее таа структура. Од друга страна, младите луѓе секако бараат вработување во делот на администрацијата. Јас кажав кои ресори ни се клучни и не смееме да се доведеме во ситуација да ги пренатрупаме јавните предпријатија и да ги колабираме во таа насока, а во делот на јас велам Битола, го спомнав тоа веќе еднаш, е жив град. Постои доста развиен сектор, стопански сектор во Битола, доста
значајни предпријатија кои придонесуваат за вработувањето, тука е Кромерт и Шуберт. Јавното, мислам, предпријатието, странската инвестиција во нашата зона Жабени, кој вработува над 6000 вработени. Тие имаат и континуиран недостиг од една страна на вработени. Тука се и многу други стопански субјекти. Радува она што сум го учил последнава година дена, дека постои една голема колонија или голем, како да кажам, сектор, тој IT секторот, кој е во држава, во развој, и тоа некои 2500 запослени млади луѓе работат директно или индиректно како програмери или давачи на некакви услуги кои одат преку интернет, и тоа е за поздравување. Сериозни субјекти работат овде и многу млади луѓе и од Скопје кои работеле досега во Скопје во вакви предпријатија, во вакви IT фирми се враќаат веќе во Битола. Во делот на социјалата, на што го кажавте, се извинувам, значи имаме доста програми значајни со кои го помагаме на вистина на население, дел од населението кое не е или работно способно или на вистина има потреби, па така да тие програми за социјална заштита се доста бројни. Еднократна финансиска помош, тоа веќе која редовно веќе година се дава, постои комисија која ги разгледува тие барања, значи дали се по основна неспособност или болест и така натаму помагаме сегде. Која е највисоката сума која што може да исплати градоначалникот за да помогне ето семејство? Од општинската каса. Тоа обично оди преку комисија, која комисија си постои, не сакам да навлегувам во делокругот на нивната работа, тоа е дел од советниците кои се тука и од администрацијата кои ги разгледуваат секој случај. Воспоставивме критериуми за разлика од годините, за да не се даваат евентуално да има и некакви сомнеш во тоа, за која стручна потреба се дава, за која помош се дава, за кои потреби се даваат. Меѓутоа, јас би ги наполнил програмите, но ја спомнав таа еднократна финансиска помош која презистира, парична помош за талентирани ученици. Ова година веќе воспоставивме и награди, ги спонзорираме или ги помагаме сите оние. Направивме и конкурс на кој енормен број на ученици се авија, преку 200, па имав малку проблем како да ја направиме таа категоризација. Деца наши кои да видите колку вредно и на државни и меѓународни надпревари освоиле места, тие ги стимулиравме и ги наградувавме. Потоа за првооделенците воспоставивме помош за старите изнемоштени лица во соработка со Црвениот крст. Имаме одлична соработка со Црвениот крст, многу програми за доедукација или помош на стари лица кои тие ги организираат, ние ги помагаме финансиски, проекти за инклузија на деца роми, потоа општо корисна работа и други јавни работи кои преку јавните предпријатија ги финансираме. Кај лицата со попреченост даваме доста проекти преку таа социјална програма, така да мислам дека се чиниме во делот на она што колкави се можностите на општината да се помогне. И како конечно соработувате со профилирани граѓански организации, невладени организации? Дали остварувате средби, дали ги повикувате, разговарате за нивните видувања, ги слушате нивниот глас, остварувате некаков фидбек со нив? Дали можеби досега во вашето менаџирање на општината, дали досега се случило можеби некој нивен предлог да биде дел од некој акт општински кој што е донесен, или во иднина би размислувале? Како воопшто гледате на граѓанскиот сектор? Дали сметате дека е сепак една алка во општеството која што е многу значајна во насочување на проектите што значат подобри услови за живот во комуната, во општината? Како многу сериозен партнер со кој навистина имаме одлична соработка, многу проекти, тие одат секако со јавен повик, ми се чини и во моментот е отворен, за програми нивни или нивни активности кои, повторно велам, општина Битола ги финансира. Според мене, ако ме прашате, одлична соработка без селекција, значи стручен тим си прави проценка, исто така и во делот на културата која многу ја помагаме, во делот на спортот кој го помага, си постојат комисии кои тоа велам без некаква пристрасност или притисок тоа го оценуваат и го вреднуваат. Велам со граѓанскиот сектор, да, многу иницијативи заеднички имаме и во делот на рекреацијата, во делот на оние проекти кои ги даваат
здруженија на граѓани, посебно велам, имаме одлична соработка. Мене ако ми брешат одлична соработка. Градоначалниче, на крајот на ова интервју, во суштина, каков град сакате да биде Битола со вас како градоначалник? Битола е град со кој ќе биде нескромно да кажам дека еден од најубавите, секако, за секој жител на секој град е тој неговиот роден град е најдобар, најубав. Со многу можности, мултикултурен, мултиетнички центар кој е радо посетен и од домашните, меѓутоа се повеќе и од странски туристи. Градот во кој се едуцирал Кемал Ататурк, градот на Хераклеја, Вија Игнација, линијата на фронтот во Првата светска војна со многу значајни споменици, со мемориални гробни споменици кои ги посетуваат странските амбасадори, град кој го на конзулите, ако сакате, на конзуларни представништва, град кој го посетуваат многу амбасади и амбасадори и кои се воодушевуваат. Останува само ние да си го сакаме. Малку повеќе од она што треба да го сакаме и почитуваме и да го изградиме. Зошто другите го препознаваат, за жал, ние не можеме да си го препознаваме, имаме големи можности, посебно во делот на културата, уметноста, она што можеме да го представиме на светот. Македонија е земја која изобилува со културно наследство, тоа треба да се презентира, тоа да им се, значи туристите да ги задржиме на ден или два, не само да се тие минливи тука, велам, знаат тие да го препознаат, за жал ние не знаеме да си го препознаеме националното богатство кое го имаме тука. Град модерен, урбан, во кој треба многу повеќе за сообраќајот да го решиме, урбаното движење, она што го рековме Smart City, значи новите технологии, многу работа има за еден градоначалник и со помош на Советот и со стручните екипи, со локалната самоуправа, се трудиме во границите на нашите можности и познавања да ангажираме стручната јавност, велам, јас секогаш сум се потпирал на науката и на стручната јавност, зашто нити можам се да знам, нити луѓето ќе си ги викните професионалци, луѓе кои знаат во одредена струка како треба да се делува и мислам дека на добар пат сме да си го зачуваме она што е наше богатство и да го направиме пубаво место за живење за нашите деца. Можности има големи, огромни. Ми останува да ви заблагодарам на ова интервју. Почитувани гледачи кои што сте на ОТВ каналот на оваа телевизија, ви благодарам и вам за вниманието. Се надевам дека ви беше разговорот со градоначалникот Тони Коњановски, првиот човек на општина Битола, таткото на градот, како што рече градоначалникот, градот на конзулите со богата културна историја и навистина завидно културно наследство. Ги слушнавте сите видувања, размислувања и ставови на градоначалникот дека сака да направи од Битола град примерно кој што ќе биде една урбана и современа средина, но и место мејка на културниот туризам во овој дел на Македонија. Едновремено да потсетиме дека градоначалникот упати покана до сите оние млади луѓе и повозрасни кои што се добри градежници, добри архитекти. Вратата на градоначалникот е секогаш отворена, како што вели тој, проверете, дојдете, тропнете во општината и видите дали ќе најдете работно место. Ви благодарам уште еднаш, пријатно со оваа програма и сите други интервјуа кои ги подготвува невладината Актис во рамките на овој проект ОТВ телевизија.